Зголемен е интересот за вакцинација по најавените рестриктивни мерки, информираат од Кумановскиот здравствен дом. На пунктот изминативе денови се вакцинирани до 1000 граѓани од североистокот. Најмладиот пациент кој е имунизиран имал 12 години. Од почетокот на вакцинацијата со прва доза се имунизирани над 33.000 граѓани, а со две дози 29.000 лица од североисточниот регион. Моментално располагаме со вакцината Pfizer, Sinovac и AstraZeneca, но даваме Pfizer за лицата под 60 години, а над 60 години се дава вакцината AstraZeneca, а вакцината Sinovac оди како ревакцинација. Од почетокот на масовна имунизација, најмладиот пациент е 12 години, а најстариот беше вакциниран со Sinopharm 106 години. Кога ќе дојдат, треба да ни кажат која терапија ја примат, ако се на антибиотска терапија, да видиме зошто ги пијат тие антибиотици точно и би вршела всушност апел на граѓаните да ја примаат нивната хронична терапија со оглед на времето и високите температури, што повеќе да внесуваат течности и значи да внесуваат течности и да ја пијат нивната редовна хронична терапија пред да дојдат за вакцинација. Граѓаните кои денеска се имунизираа посочија дека се задоволни од процесот на вакцинација. Велат нема никакви проблеми и поголемо задржување, а се внимава и на мерките за заштита. Како тече вакцинацијата? Задоволни ли сте? Добро, супер. Нема голем метеж? Нема добро е. Се почитуваат ли мерките? Па се почитуваат. Да. Дојдовте без термин или со термин? Без. И тако е. Не чекавте многу? Не чекамо. И ништо не боли, нити ништо. Треба сви да се вакцинирав. Организирано е, добро е, супер. Дојдовте со термин или без термин? Без термин. Добро, не прими е убаво, не е проблем. Немаше големи задржувања? Не, 5 минута, тоа ништо не е. Со теренската вакцинација, која се спроведува во 38 села во Кумановско и Липковско, се аплицирани над 2000 вакцини за прва и втора доза. Здравствените работници изминативе месеци спроведуваат и вакцинирање во домашни услови за стари и немоќни лица. Во последните 24 часа се направени 5780 тестирања, а регистрирани се 588 нови случаи позитивни на COVID-19. Од нив Скопје 230, Тетово 101, Гостивар 82, Кичево 48, Дебар 17, Охрид и Струмица по 16, Куманово 15, Струга 11, Битола 8, Кавадарци и Свети Николе по 6, Радовиш и Берово по 5, Велес и Валандово по 4, Штипи Виница по 3, Ресен и Македонски Брод по 1 и по 1 во Прилеп, Кочани, Демиркапија и Пехчево. Пријавени се 8 починати лица, по 2 лица од Тетово и Гостивар, по 1 лице од Скопје, Прилеп, Кичево и Велес. Регистрирани се 26 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи изнесува 3135. Голем интерес од граѓаните за денешната организирана акција за бесплатни прегледи на крвен притисок, шеќер и холестерол во крвта од екипа на Здравствен дом Куманово. Кумановци случајно или веќе информирани за бесплатните прегледи утрово од 8 до 10 часот ги направија превентивните проверки, а во меѓувреме некои од нив добија и совети за понатамошно лекување. Акцијата се спроведе на паркингот кај Зелениот пазар. Има голем интерес од граѓаните да се проверат, односно да бидат дел од оваа акција. Голем дел од граѓаните кои имаат висок крвен притисок се пациенти кои се на хронична терапија и им даваме совети како да ја пијат редовно таа терапија која ја примат. Исто така и им даваме совети во однос на високите температури кои се присутни деновиве во нашата држава, да имаат да бидат внимателни, да не излегуваат на сонце и да пијат што повеќе течности, секако и нивната хронична терапија. Кумановци ги поздравуваат ваквите акции на Здравствен дом со апел до надлежните да се организираат почесто, но и во помалите населени места. За оваа акција случајно тука на пазарот ми кажа и дојдов, било бесплатно ради контрола за секој случај луѓето. Што проверивте вие денеска? Па шекерот, ворете шекер и крвниот притисок малку е покачен, високиот малку. Ви дадоа ли лекарите некои совети за понатамошно лекување во врска со зголемениот крвен притисок?
кажали да се јавите на матичниот? Па имам вообичаена јас терапија за притисок, за срце и ми рекоа редовната терапија да си ја земам, инаку холестерол исто преверуваат, тој забравил да кажува. Па брзо и ефикасно, што да кажу. У денешното време треба почесто да има акции, треба луѓето да се насочат навремено ради овие, да кажем, опаки болести. Бесплатни прегледи на крвен притисок, шеќер и холестерол во крвта на отворен простор ќе се организираат и во наредниот период, посочуваат од Здравствен дом. На градскиот плоштад синоќа се одржа фестивалот Урбан начин на живење како културно наследство, кој е по повод отворањето на реновираните простории на поранешен хотел Солун. Конзервацијата и реновирањето на објектот е дел од активноста на проектот Фестивал на Урбан начин на живење како културно наследство. Првиот кат е предвиден како повеќенаменски простор, а вториот ќе биде административен дел за секторите при општината. На фестивалот настапија Мартинијан Кириловски, Радио Стејч 1300 Рекордс, Сандра Милковска, Нино Величковски, Младинскиот оркестар при Центарот за култура и Маргица Антевска. Министерството за образование и наука интензивно се подготвува за започнување на новата учебна година од 1 септември во услови на пандемија преку пристап со кој ќе се обезбеди непречено одвивање на наставата, но и заштита на јавното здравје. МОН информира дека досега од вкупно 31.447 лица вработени во училиштата, вакцинирани се околу 60% и апелира наставниот и останатиот кадар во училиштата да се вакцинира со цел да го заштита сопстеното, а со тоа и здравјето на најблиските. За непречен почеток на новата учебна година, системот за образование е подготвен за 3 сценарија кои се усвоени на владина седница. Првото, велат од МОН, е целосно отворање на училиштата и сите ученици да бидат во клупите согласно сите усвоени протоколи. Второто сценарио предвидува наставата да биде како минатата учебна година, која што се покажа како успешна и ефективна. Дел од учениците да посетуваат настава со физичко присуство под посебни протоколи, а дел да реализираат онлайн настава. И третото сценарио предвидува ротирање на учениците на една недела со физичко присуство во училиштата, за да нема нивно целосно затворање. Која од трите сценарија ќе се применува ќе зависи од епидемиолошката состојба, за што одлука ќе донесе Комисијата за заштита од заразни болести. За оваа намена Министерството во соработка со Комисијата за заштита од заразни болести ги изработија планот за одржување на наставата во учебната 2021-2022 година и протоколите за постапување на основните и средните училишта, и истите пред повеќе од 1 месец беа усвоени од страна на владата и веднаш доставени до сите училишта, а воедно и јавно објавени на mon.gov.mk. Во меѓувреме, МОН заедно со локалните самоуправи и директорите на училиштата е во интензивна комуникација и се подготвува за 3 сценарија и за успешен почеток на новата учебна година на 1 септември. Министерството за образование и наука подсетува дека во тек е јавниот повик за остварување на правото на субвенциониран студентски оброк, што подразбира добивање на месечен паричен надоместок од 2400 динари за 9 месеци во годината. Рокот за пријавување за тековните студенти е од 1 до 31 август. За кандидатите кои ќе се стекнат со статус на студенти во академската 2021-2022 година и кои не го запишале летниот семестар, рокот за пријавување е од 1 до 31 октомври. На повикот можат да се пријават сите редовни студенти на додипломски студии на државни и приватни високообразовни установи кои се наши државјани. Апликантите треба да не се во редовен работен однос, да не се регистрирани како индивидуални земјоделци и да немаат месечен приход по кој било основ поголем од минималната нето плата во тековната година. Финансиската поддршка во износ од 120
30 денари за секој работен ден во месецот, освен за државни, верски празници и неработни денови. Не е предвидено да се исплаќа во периодот на летниот распуст од 1 јули до 14 септември. Според пресметките, со ова системско решение, кое е дел од програмата за работа на владата и на Министерството за образование и наука, и со кое значително се унапредува студентскиот стандард, ќе бидат опфатени 40.000 студенти, за што на годишно ниво се обезбедени околу 15 милиони евра. Студентите ќе можат средствата да ги користат за купување на добра и услуги кај сите трговци. Годишна албанка била приведена на граничниот премин Табановце бидејќи покажала туѓ пасош. Како што соопшти МВР, РК 22-годишна државјанка на Република Албанија при проверка приложила патна исправа на име на 28-годишна државјанка на Република Албанија. Таа веднаш била приведена и предадена на полициски службеници за понатамошна постапка. Во текот на вчерашниот ден, Министерството за внатрешни работи спроведе зајакната акциска контрола на територијата на Македонија за санкционирање на возила кои се движат со брзина поголема од дозволената, при што санкционирани се 319 возачи. Од нив 21 возило се движело со брзина над 50 км на час повеќе од дозволеното, а 5 возила се движеле со дури над 70 км на час повеќе од дозволената брзина. При тоа 154 возачи ја пречекориле брзината во населено место, а 165 мина надвор од населено место. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. МВР апелира до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да се придонесе за побезбедни патишта. Преку НИК системот во реално време ги добиваме сите податоци и при тоа ги дигитализираме. НИК системот служи за просторно прикажување податоци во реално време, информира денеска директорот на Центарот за управување со кризи Стојанче Ангелов на пресконференцијата на која беше промовиран новиот систем. Еден од авторите на системот на пресконференцијата посочи дека проектот започнал во 2016 година и е дел од НАТО програмата Наука за мир и безбедност. Во проектот учествуваат заедно со колегите од Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора, а вклучени се и Соединетите американски држави. Досега, како што информираат надлежните, обучени се 1100 учесници од сите институции кои се дел од системот за управување со кризи на национално и на локално ниво, а учествувале и на неколку вежби. Во склоп на проектот е планирано да се заврши обука за обучувачи од сите институции, како и администратори кои во склоп на нивните институции ќе може да ја администрираат мрежата. Најави дека во септември ќе се одржи првпат НАТО вежба во која ќе учествуваат сите земји членки, на која е планирано НИК системот комплетно да се тестира на сите нивоа, локално, национално и меѓународно, со цел сите слабости да се отстранат и од 1 октомври системот да функционира комплетно дигитално, користејќи го НИК како алатка. Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 11.785 субјекти исплати близу 617,6 милиони денари за субвенции. Станува збор за исплата на субвенции за фармерите кои имаат обележани грла говеда, кози, а пари на сметките имаат и сите фармери кои задржале женско јагне. Директорот на агенцијата Никица Бачовски информира дека со оваа исплата префрлени се и средства за 206 тутунопроизводители кои во минатиот период ги подмирија долговите за вода и пашарина. На сметките на тутунопроизводителите исплатени се 11,4 милиони денари за произведен и предаден тутун од реколта 2020. Директорот Бачовски појаснува дека во наредните денови се очекува да се исплатат субвенциите за засејани површини со сертифициран семенски материјал, а ќе следи и исплата на сите кои ги исполниле условите за добивање на финансиска поддршка за мерка 2,17 директни плаќања за регистрирано презимено пчелино семејство. Во текот на наредната недела продолжува обработката на барањата за произведено и предадено млеко, пошто сите кои ги исполниле условите ќе им биде исплатена финансиската поддршка, информира Бачовски.
Кошаркарскиот клуб Куманово амбициозно влегува во предстојната сезона. Ќе игра на 3 фронтови, а оформувањето на ростерот е скоро при крај. Клубот ќе задржи дел од составот од изминатата сезона, заедно со стручниот штаб и тренерот Игор Ѓорѓиевски, но ќе внесе и неколку нови и силни имења од регионот и Америка. Српскиот интернационалец Ѓорѓе Каплановиќ е едно од новите звучни имења на клубот. 26-годишниот кошаркар ќе го засили Куманово на позицијата крилен центар. Од домашната сцена тимот ќе го засили младиот и амбициозен Андреј Настовски, кој игра на бековската позиција. Старонов играч на клубот е српскиот интернационалец Стеван Глигориевиќ, кој вели дека ова ќе биде екипа со голем потенцијал. Од минатата сезона во клубот останува Ненад Зивчевиќ, кој ќе има отворен договор. Нови засилувања, освен Каплановиќ и Настовски, се српскиот интернационалец Ѓукан Ѓукановиќ, како и американците Келеб Џозеф и едно од најзвучните имиња во лигата за оваа сезона, поранешниот NBA играч Џонатан Холмс. Клубот, освен на домашна сцена, ќе игра и во регионалната Библ лига, како и во FIBA Европа. Времето денеска во Куманово беше облачно со услови за дожд. Максималната температура се искачи до 34 степени, а минималната беше 17 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат сончево време. Дневната температура ќе достигне 34 степени, а утринската ќе биде до 17.